Добар ден на сите. Согласно член 80, став 4 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог буџет на Општина Битола за 2024 година. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. И точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2024 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на разгледување на точките. Имаме представник од Општина Битола, Благица Повели. Благодарам, председателке, почитувани советници. Накратко ќе го образложам предлог буџетот за 2024 година. Имено до моментот до 5 или 6 декември кога ви беше испратен, немавме официјални податоци за одредени параметри во буџетот, но сега можеме да зборуваме за поточни податоци. Започнувам во делот на приходите. Максималниот износ на приходи кој што е даден на Општина Битола од страна на Министерството за финансии изнесува 631.376.282 денари. ДДВ дотации 146.356.719 денари. Пренесен вишок на приходи предлагаме да биде 230 милиони денари и нова одлука од владата, добиен исто така и договор со Министерството за транспорт и врски од 110 милиони денари. Или вкупно буџетот, предлог буџетот за 2024 година на Општина Битола треба да изнесува 1 милиарда 117 милиони 733.001 денар. Тој е основниот буџет. Во делот на самофинансирачките активности имаме 135 милиони денари планирани, 1 милиарда 102 милиони денари се расходите од дотации и од донации имаме 59 милиони 817 илјади денари или вкупниот буџет ќе изнесува 2 милиарди 415 милиони денари 734 илјади денари. Во основниот буџет одиме во делот на расходите. Моето образложение ќе биде по програми. Значи, програмата од комунални дејности, едногодишната програма за комунални дејности изнесува 126 милиони 169 илјади 391 денар. Програмата за хоризонтална и вертикална сигнализација 33 милиони. Добро, се извинувам. Добро. Едногодишната програма од комунални дејности 126 милиони 169 илјади 391 денар. Програмата за зимска служба и хоризонтална и вертикална сигнализација 33 милиони 001 757. Програмата за улично осветление 59 милиони 351.731. И развојната програма 308 милиони 692.740. Или вкупно 4 програми на Оделението за комунални дејности 527 милиони 215.619 денари. Да не ви брзам. 527 милиони 215.619. Да. Одиме програмата за локален економски развој. Вкупен износ од 67 милиони 099.405 денари. Во неа поотделно можам да ви кажам, значи програмата за изготвување на проекти за улици, патишта, атмосферска фекална канализација, водоводи, изнесува
38.291.689 и програмата за кофинансирање 18.492.187 или вкупно, како што ви реков, 67.099.405 денари. Програмата за социјална заштита изнесува 15.660.000 денари. Програмата за еднакви можности 2.200.000 денари. Програмата за култура 15 милиони денари. Добро. 2.200.000 денари. Програмата за култура 15 милиони денари. Програмата за спорт 55 милиони денари. Субвенции за јавното предпријатие Пела Линк 2.079.324. Програмата за урбанистички планови 6.720.000 денари. Програмата за животна средина 8.330.000 денари. Програмата за дезинфекција и деретизација 2 милиони денари. И програмата за благосостојба на животните 1 милион денари. Издвоените средства за установата, културната установа КИЦ и зоолошката градина 11.750.000 денари или 10 милиони за КИЦ, 1.750.000 денари за зоолошката градина. Програмата за образование 39.500.000 денари. Двете програми на Комуналец за јавно зеленило и јавна чистота 40 милиони денари. Двете по 20.000 денари, по 20 милиони денари. Општата програма на оделението за нормативно правни или во делот каде што се платите на вработените и комуналните трошоци 272.192.500. Тука спаѓаат и средствата за рушење на објекти, за IT оделението, купување на опрема и комунални дејности, како и платите на вработените во општинската администрација. 272.192.500. Како посебна ставка издвојуваме експроприација 51.900.000 денари. Експроприација 51.900.000 денари. Вкупно вака предложените програми доаѓаат 1.617.646.848 денари или некое несовпаѓање за околу 80.000 денари кои заедно можеме да видиме каде ќе бидат ставени. Отпојки ни се, може да се додадат во расходите. 86.000 денари. $86.153. Значи, расходите се 1.117.646.848. Приходите 1.117.733.001 денар.
разликата 86.153. Доколку имате прашања во делот на програмите, повелете. Благодарам, Благица. Дали некој има прашања? Јас имам прашање. Бидејќи имаме представник од спорт, имам неколку прашања, бидејќи не изгласавме голем број на програми, а гледам дека имаме измена само во 2 програми, односно во спорт и култура и развојната програма, која што претходно ја изгласавме, ама за тоа после. Првото прашање ми е, колку средства се останати неисплатени по јавен повик од минатата година на спортски здруженија кои се одобрени, поминати на комисии и кои имаат подпишано договори? И дали истите овде се вметнати и во која ставка се вметнати, и сакам да ми кажете врз каков основ истите ќе бидат исплатени. Бидејќи тој јавен повик е во минатата година, тие имаат договори за минатата година, на кој начин тие, доколку ги има во оваа програма, на кој начин тие би ги добиле, бидејќи ова се информации од дел од здруженијата подпишале некакви анекси. Јас не знам правно колку може да се подпише анекс кој важи од една за друга година, тоа е друго дополнително прашање, не е ваша област, меѓутоа мене ме интересира како ќе ги исплатите, колку се прво и како ќе ги исплатите и зошто не се исплатени. Добар ден. Значи, средствата точно од јавниот повик се префрлени во наредната година, 2024, и стојат во ставката А0 ке јавен повик, значи за правни и физички лица, а и во самиот табеларен дел стои дека 1.500.000 се по јавниот повик за правни лица за 2024 и долг е 1.400.000 од 2023, исто и ке физички лица. Значи... Само не ми брзајте, значи во јавен повик имаме правни лица 2.900.000? Да, 1.500.000 се значи за 2024 и 1.400.000 се долг од минатата година. А како ќе му ги исплатиме тие 1.500.000? 1.400.000 мислите? 1.400.000. Тие си имат Имате, но... Анекс договор имат, сите што имат, значи на јавниот повик од ова година. Благица, смееме да исплаќаме средства од претходна година врз основа на нераспишан јавен повик? Кои подпишале договор до 31.12? Па еве колешката вика дека анекси имат подпишано. Те стои дека ќе бидат исплатени до Тоа може да стои што сака, ама јас мислам дека таква правна основа нема. Меѓутоа, добро, фала ви на одговорот, дека, значи, врз основа на некакви анекси кои ги подпишале. Дали имаме представа во тие анекси до кога треба да му се исплатат? До 1.6.2024. Значи, до 1.6. Добро, продолжете понатаму. Другите одговори. Зошто не се исплатени? Дали ги имавме истите предвидено во ребалансот претходно? Не, во ребалансот ги нема. Не знаевме дека имаме неисплатени или како? Знаевме, меѓутоа тогаш не ги побарав како средства. Значи, ние имаме сега ставка јавен повик, кај шо до 1.6. ќе објавиме повик и за годинава, и за лани ќе исплатиме, се треба да направиме до 1.6, а измеѓу имаме избори. Едно прашање, дали во време на изборен период смееме да исплаќаме средства и дали од антикорупцијска стига некаква препорака дека не смеат да се исплаќаат? Некогаш се случило, така? Некогаш се случува, да. Во 90% од случаевите се случува. Да, стига писмо од антикорупцијска. Значи, ние 2.900.000 имаме предвидено, меѓутоа дали ќе ги исплатиме то и дали ќе ги реализираме, не знаеме. Добро, ви благодарам за одговорот. Следно прашање ми е, имаме јавен повик за правни и јавен повик за физички лица.
истиот јавен повик, туку ги делиме значи на здруженија на граѓани или во спортот имаме и физички лица кои што аплицираат и бараат средства за постигнување на резултати. Тој е повикот кој што го средства ги доделува Комисијата за млади и спорт. И во овие физички лица се од претходната година? 400.000 денари Значи се ние од претходната, всушност 500. имаме 4 милиони и колку? Ако ги собериме? 3.800. 3.800. Значи за правни и физички лица имаме 3 милиони и 800. Се поделени бидејќи Да, не ви ви мораме. разбрав. Мислам, не ми замервајте, јас морам да ве прашам, бидејќи очигледно овде се манипулира. Не зборам од вас, не сакам лично да ме разберите. Меѓутоа, ова ние сме го гласале минатата година во декември. И сега имаме ставка од 3 милиони и 800, кај што сега на сите се ќе му исплатиме. А сме имале пари, сме ги предвиделе, сме ги гласале. Одиме понатаму. Имате, кажете ми, во ова спортски манифестации, имаме традиционални манифестации, манифестации од особен интерес и хуманитарни. До 6 месец, кои манифестации се овде опфатени? Имате некоја представа, прилика? Мислите за наредната година? Да. Или- Не, значи овие се тековно, како што беше минатата година, сега што заостануваме со долговите, значи тогаш беше јавен повик и аплицирае. А сега значи секакви манифестации кои што ќе произлезат во 24-та, овие средства за тоа се наменети. Добро. За здружение. Гледам, значи училишниот спорт се зголемила ставката. За 200.000 да 800. И вака сега, да расчистиме. Овие 800.000 немат врска со тие плюс 200.000 во Да, еднакви да, можности. немат. Значи, да му биде појасно на јавност, училишен спорт вкупно има 1.000.000 денари. Така, Така. 800 тука и 200 И во 200 еднакви во еднакви можности. можности, само со тоа да се извинувам, јас тука направив една техничка грешка, ке традиционални манифестации, манифестации од особен интерес, наместо 1.600.000 треба 1.350.000, извинете. Добро. Во брзањето кога коригирав, ќе ви ја пуштам уште еднаш искоригирано. Добро. Бидејќи на крај мене ми иди 55-250, треба 55. Моја грешка. Следно имате женски клубови и здруженија. Имаме 2 милиони. Јас на минатата седница, на минатиот ребаланс, кажав дека би требало да имаме ставки на кои ќе му се исплаќат. Овде гледам дека се е заедно. Ме интересира, имате бројка колку женски здруженија имаме во градот? Кога се правеа форумите, во дискусиите, во разговорите, се кажа дека ги има негде околу 10 женски здруженија во градот. Добро. Значи иди по 200.000 денари на сите. Добро, генерално по 200.000. А како ќе се доделват овие пари? И тие со јавен повик или како? Сам дека треба да прва се договориме. До сега беше комисија за евалвација. Според критериумите, сите средства што се доделуваат над 50.000, бидејќи според уредбата која имаме донесено за распределба на средствата, до 50.000 денари може на комисија, а над 50.000 денари со одлука на совет. Значи, овие средства, тоа сакав да... Мислам, тоа ми беше фала за одговорот, тоа ми беше прашањето. До овие средства, која комисија ќе ги распределва? Ќе си врват на совет или од општина има посебна комисија формирана? Сега беше имаше посебна комисија за евалвација, составена од општинската администрација кој ги разгледуваше овие. Значи, сакам да нагласам дека сакаме, како препорака, сите тие одлуки да ги разгледува советот. Бидејќи ние немаме представа на кој, колку и зашто им се исплатени. Спортски, планинарски и скијачки клубови 1 милион останува? Да. Сега, овде како што ги гледам, ние немаме договор подпишан со кошаркарскиот клуб на 15 милиони? 24-25, да, на 15 милиони. До кога тие треба да му ги Тоа исплатиме? е 2024-2025, стои дека во 10 рати се исплаќат. Добро. А фудбалскиот клуб Пелистр зошто, например, 14 милиони? За да видиме во рамките на самата рамка која што е нели буџетска, моравме да ги намалиме.
Не сите тоа во ред, меѓутоа ние мора да намалиме средства кои ќе бидат компатибилни, кои ќе можат да бидат искористени. Мислам, не сакам да ме сватите дека вие, ама мене ми личи овде како некој ѓутуре да има удрено. И сега кај што треба, кај што не треба. Значи имаме појавен повик 3 милиони и 800 кои не знаеме дали ќе се реализираат до 6 месец. И не знаеме како ќе се исплатат. Зато прашувам, врз основа на што се поделени вака? Значи ваков беше даден предлогот од страна на градоначалникот, вака го наведувам. Фала многу за одговорот. Јас за ова програма имам толку, некој друг да нема некакво прашање? Бидејќи сакам за следната, ама ако има некој тука во спорт дури сме, нема проблем. Сакате кратка пауза да ги разгледаме? Ако сакате пауза, ќе дам 15 на минути. Ај, 5 минути пауза. Продолжуваме. Значи вака, да нагласам дека го разгледуваме буџетот, меѓутоа за утре има закажано вонредна седница и заради тоа нема да држиме посебни комисии, туку денес ги разгледуваме измените на програмите кои не се поминати. Да бидиме начисто дека нема денес да ги гласаме програмите на комисија, меѓутоа мора да ги разгледаме заради тоа што измените се имаат импликации во самиот буџет. Дали некој има некое прашање? Со се? Или сакате да објасни прво комунални, Маријана? Ајде, повели Маријана. Почитувани советници, почитувана председателке, како материјал е испратен до сите вас измените на програмата за развојни планови и тоа испратена е денес после одредени корекции во истата. И оваа развојна програма во однос измени на развојната програма во однос на она што ви беше испратено како материјал за на седницата кога се тргна како точка на дневен ред, има одредени измени. Јас сега текстуалниот дел напред нема да го читам. Тој дел беше напишан, иако беше опширен, беше напишан за да може да знаете која ставка од програмата каде оди и заради што. Само кратко ќе појаснам. Еден дел од програмите кои што беа составен дел на развојната програма, која што се донесе во ноември месец, бидејќи беа сопланирани средства проектите за една година, се тргнати од оваа програма и се однесени во програмата за уредување на градежно земјиште, бидејќи како едногодишни програми не можат да седат во програма за развојни планови, по насоки од Министерство за финансии. На друг дел од програмите, од она што беше донесено во ноември, се врши прераспределба на средства, тоа значи дека се поместуваат средствата во наредна година заради обезбедување да бидиме во буџетската рамка и да има пари, просто кажано, за сите програми. Од она што беше доставено на последната седница, не знам дали ја имавте разгледано таа програма, таа беше со сума вкупна за 2024 година од 226 милиони 197 милијади и 1 денар. На таа програма која што ви беше тогаш доставена, а не беше ставена како точка на дневен ред и беше одложена, во овие неколку дена се направија нови корекции и тоа првата корекција е заради дописот кој што стигна од влада и средствата за кои што ни се доделуваат за влезот од страната на Скопје. Тие средства се внесени тука, еден дел од средствата, бидејќи другиот дел се во програма за експроприација. Направени се измени во делот на велосипедските патеки. Велосипедските патеки во таа програма беа тргнати, сега се повторно вратени. Локалниот пат за Трново, исто така сметавме дека годинава ќе го почнеме, па беше ставена како 2 годишна, меѓутоа бидејќи
се закасни со канализацијата, немавме можност да почнеме годинава и таа ќе оди како едногодишна, се префрла во програмата за уредување на градежно земјиште. Исто така, водоводната мрежа на улица Солунска, нова делница која што ја работевме, водоводната мрежа беше реконструирана и немаше потреба од реконструкција на оваа делница и оваа година немавме потрошено средства за водоводна мрежа, така да и оваа станува едногодишна и оваа се префрла во програмата за уредување на градежно земјиште. Во ставката изградба на парк ја немавме, беше исклучена во развојната програма, меѓутоа повторно ја враќаме бидејќи реквизитите кои што треба да се постават, а не се поставени, го чекавме тендерот да заврши, нема да се стават годинава, меѓутоа Нискоградба има 2.800.000 денари кои што треба да ги сработи во делот на поставување на тие гумите и тоа не можат да го направат додека не се постават реквизитите. Тие 2.800.000 денари ги враќаме во програмата ЈЛА изградба на парк. Значи ја дополнивме со тие 2.800.000 денари. Сега конкретно во делот на измените од таа некни што беше доставена до оваа сега, значи во делот на стационарот за Кучина, прифатилиштето за Кучина, каде што имавме предложено 100.000 денари, сега враќаме уште 10 милиони, значи за 2024 година се предвидени 10 милиони и 100.000 денари. Кажав, велосипедските патеки исто така се вратени во програмата и велосипедските патеки се предвидени за оваа година со 5 милиони денари. Генерално сите други проекти кои што беа внесени во програмата, новите улици за кои што имавме проектна документација, сите се предвидени со по 100.000 денари. Со тоа што влезот од првата година, 2024, со тоа што влезот од страната на Охрид имаме по 100.000 денари за сите фази, вода, канализација, коловоз, електрика и тартан патеката околу стадионот исто така е со 100.000 денари. Значи, овде од оние за кои што проекти, за кои што се дискутираше кога се носеше развојната програма и кои беа дискутабилни во делот да обезбедиме повеќе средства за да може да се почне, ќе има повеќе пари за велосипедските патеки и за прифатилиштето за бездомни животни. И благодарам. Благодарам. Јас имам само едно прашање. Некни во таа измената што не ја пуштивте, имаше една реченица дека велосипедските патеки ќе се прават со средства од Smart for You too. Дали истата е избришана? Тргната, бидејќи таа реченица стоеше за да укажеме дека ги тргаме од програмата и ги нема, ама како што кажав, ги вративме повторно со истата програма. Чисто да ни биде јасно на сите дека не постои таа реченица. Во текстуалниот дел таа е тргната. Повелете, колешки. Сега вака, за мене вака на овој начин како што е преработена е прифатлива заради прво најкапитален објект беше влезот од Довлеџик со оглед на тоа што се десија и ги разговаравме веќе новите ситуации дека двата влезе истовремено не можеме да ги правиме, а за другиот имаме реално обезбедени средства и не ревидиран, потполно нов проект современ кој одговара сега на условите на терен. Во ред ми е тоа што ќе остани и другиот влез, меѓутоа реално согледувајќи дека двата влеза не можат да се почнат годинава и тој си останува во развојна програма со намалени средства. Ги дискутирам само тие амандмани кои ние ги дискутиравме и претходниот пат. Ова со прифатилиштето за Кучиња во ред. Што се врати,
исто така и со велосипедските патеки. Единствено сакам да прашам, добивме информација дека е коригиран проектот, јас разговарав и со донаторот дека е коригиран како што треба се. Дали ќе имаме можност за игралиштата кои беа предвидени, кои ни се донација, дали ќе имаме можност да ги распишиме до Нова година? Значи, веќе проектот е доделен на координаторот, меѓутоа во овој период и работеше на предмерот, за да го испрати, да го пуштиме барањето до јавни набавки, за тие да ја спремат документацијата за тендер. Меѓутоа, во овој период стигнуваат завршни ситуации за плаќање, завршни извештаи. Денес еве во моментот е на технички прием на горе на Трново Магарево и максимални напори правиме за да го спремиме. Јас се надевам дека од кај нас, од моето одделение, ќе биде испратено барањето за јавна набавка до јавни набавки, бидејќи колегата работи на документацијата за игралиштата. Добро. Јас и мислам и во изминатиот период упорно кажував дека игралиштата ќе се прават. Само беше проблем делот на средствата, она што беше како позиции влезено, се сомневавме и се виде се искоригира тие позиции, така да не е проблем, тоа ќе влезе. Добро, благодарам. Некој друг прашања? Може и на култура да свртиме? Ај вака сега. Јас имам неколку прашања. Дали може да ми кажувате ставка по ставка колку биле минатата година, колку ова и кај се точно намалени средствата во програмата за култура? Мислам на тоа што ќе ве прашам. Јас горе-долу ги знам, ама дали ќе ви пречи? Јас се извинувам, во материјалот кој што ви е испратен, значи покрај програмата за одржување помина на седницата, остана програмата за улично осветлување, таа е иста, значи Добро. единствено тие внатре се влезени од развојната во едногодишни што мораше да одат улично осветлување на 150-170 кои што беа предвидени и поради тоа таа програма има измени, програмата за улично осветлување, значи програма за улично осветлување и програма за уредување на градежно земјиште, за кои што дополнително ви кажав сега, ја допишавме уште Солунска и локалниот пат за Трново. Од тие причини имате нов материјал за едногодишната програма за уредување на градежно земјиште, инаку нема таму никакви други измени. Измените се во програмата за развојни планови. Добро. Две програми имате испратени денес на Секако се вративме на, извини, мислам пак ќе се вратиме на комунални, изумив преге. Мене ме интересира во буџетот за 2024 година за новиот парк горе. Добро. До кај сме во буџетот? Што имаме предвидено? Значи за новиот парк нема предвидено ништо освен овие 2 милиони 100.000 денари кои што се За реквизити. овие се за нискоградба за да ги дореди плочките и 4 милиони 159.000 за реквизити, за да ги поставиме реквизитите. За друг дел немаме. Значи според вас ова ќе биде завршување на парк. Првата фаза од паркот. Првата фаза од дворчето. Добро, ве благодарам. Вака. Некој друг прашање да нима за комунални? Или за било што друго? За ова Повелете. беше. Значи, тие беа забелешките, и малце конфузија се направи предложена развојна програма, нова програми стари. Овие, како што ги испративме, како што ги разгледавме јас и Бити, се префрлени од развојната во едногодишната и не се поклопват. Тоа е суштината. Па затоа викам, ама конфузно беше малце, имавме нова развојна, па ова сега не е јасно, ги пративме. Кога ја спремавме развојната во ноември месец, Тоа е тоа што го Благица гледавме, не беше присутна.
од оправдани причини беше болна и средствата јас не знаев дека не може да бидат со една година планирани во развојна програма. Значи за да биде во развојна мора да биде, што е логично, да биде во појќе години, појќе од една. И сите тие кои што ги ставивме, а беа со мали суми, 1 – 2 милиони, сите што ги ставивме во една година, кога ја виде Благица после тоа, рече ова нема да може да се вчита, ќе мора сите овие од развојната да се префрлат во едногодишната. Се што беше за електрика, две ставки беа, ојдоа во програмата за улично осветлување, а другите поминаа во програмата за уредување. Сите кои што беа со по една година. И сега пак денес дополнително за сите за кои што како материјал ви го имав испратено за на седница на Совет за минатата недела, сите за кои што не успеавме да се плати ситуација за да имаме плаќање, да имаме 2 години, ќе преминат во една година, се ставени во овој предлог кој што ви е денес на пред вас. Благодарам, Маријана. Благица, јас имам едно прашање до тебе. Значи, ја добивме измената на програмата за култура. Мене ме интересира зошто тука немаме ставка за зимска приказна, туку истата ја имаме во ставка туризам и ме интересира, тие средства се предвидени за во 2024, така? Да. А за годинашната зимска приказна? За ова зимска приказна, која започнува и за нова година настаните, секоја се плаќаат во наредната година. За зимската приказна предвидени се 3 милиони денари во програмата за туризам. А зошто во туризам, а не во култура? Па имаш објаснување колегата од туризам кој беше дојден тука дека со ова зимска приказна се мисли дека ќе има развој на туризмот во градот. Добро. Тоа е првото прашање. Второ прашање имам за култура. Во ниједна друга ставка немаме предвидени пари освен во програмата, Благица? За зимската приказна? За општо за култура. И за зимска приказна, ајде за туризмо ќе речеме, и за култура. За култура се во програмата К4. Други ставки немаме ништо. Не. Значи, реализација на програмата за култура за 2023 ќе видиме во 2024 не разбирам, не го разбирам моментот зошто 3 милиони се клаени таму и дали тие се целосна исплата за се што се случува во зимска приказна. Да. Се комплет, Да. и озвучување и се. Па мислам дека така му се клаени, ама ако сакате викнете го колегата за туризам ќе објасни. Не ме интересира, јас не можам да разберам како може да биде во туризам. Повелете. Разбрав сега, значи, окей, дискутираме за култура, ама кажавте дека зимската приказна финансиските средства ги имаме одделено во програма за туризам. Тоа значи дека тие 3 милиони денари, така, кажавте? Да, 3 милиони значи, денари. Во 2024 година Ќе се ги исплатат. плаќаме за моментално што се случува. Да, секогаш така. И дочекот на новата година, значи оди со плаќања во 2024. Еве колегата во програмата има промоција на активности со Националниот парк Пелистер, изработка на студија, јавен повик за здружение, како четврто пише организација на зимската приказна со 4 милиони денари. А во култура немате средства за нова година? Немаме, ако Нема може да ставка, појаснам, ништо? не, воопшто нема, се тргна, бидејќи беше иницијатива, ова иницијатива произлезе од локалниот економско-социјален совет. Значи на последната седница тие побараа, значи да се поврзи туризмот заедно со културата и од тие причини зимската приказна е ставена во програмата за туризам. Да, меѓутоа ние немаме добиено, и ако баравме и записник и се, немаме добиено како совет ништо од локалниот економски совет. Повелете. И сега јас да ми стане јасно. Тие пари 3 милиони за зимска приказна се всушност за годинава што треба да ги платиме, а не за до година да ги организираме. За ова година. Добро. И се доволно за да се реализира комплетно програмата. Добро. Други некои прашања? Вака сега. Нели Трезоро затвора на 25-ти, ние реално значи не можеме да исплатиме 23-та, значи никако не можеме пред време да му исплатиме и затоа ги исплаќаме во 24-та.
Дали може да ми кажете, бидејќи еднаш добивме програма за култура, каде има кратење на сумите? За да влеземе нели во она рамка која што беше, целосно програмата, значи сите ставки се за 25% намалени. Значи се она што Ова е во однос на предлог- претходниот, значи предлог кој што го добивте минатата недела, сите ставки се намалени за 25%. Ова е предлог на градоначалникот, така? Да. Значи, Целосно зошто ве прашувам? Заради тоа што јас видов дека, пак ќе речем, ѓутуре е намалено. Не е ѓутуре, значи од 25%? Да, 25%. Тоа значи ѓутуре, значи не може исто да намалиме и манифестација која постои 40 години и манифестација која постои 3 години. Затоа велам ѓутуре, во таа смисла. Бидејќи, еве, например, мене ме интересира зошто Малбитолски Монмартар. Кажав, значи сите ставки се намалени за 20%. И Линденски денови. Се, да. Значи, се донесена е одлука 25% да биде скратено. Добро. Некој друг прашања? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Првата и втората благица двете ги гледавме, така? Сите останати три точки, буџетскиот календар, провелец. одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2024, буџетскиот календар и одлуката за вредноста на бодот на државните службеници се буквално исти како и минатата година. Бодот на државните службеници 81,60 не е променет. Буџетскиот календар ги содржи активностите околу донесувањето на буџетот, а одлуката за извршување во главном правата и врските на вработените околу смрт на член на потесно семејство, боледување подолго од 6 месеци, јубилејни награди и останати права и обврски на вработените, значи во нив нема никаква измена. Ви благодарам. Дали некој друг има некакви прашања? Може? Повелете. Ке сакам да ве прашам онако кој го прашав на седница, да го имаме како официјален одговор. Имавме доста дискусии на претходната седница во однос за висината на програмите и компатибилноста на финансиската рамка на буџетот. Не земајќи во предвид ставките кои ги има во програмите, зборувам за вкупната бројка на истите, дали доколку истите се донесат со горе-долу тие рамки кои се моментално ги имаме како предлог програми, се компатибилни со буџетот и не би наишле на дополнителни технички проблеми за вчитување на истите. Да, на ваков начин, со вака донесените програми, влегуваме во рамката на основниот буџет кој изнесува 1 милиарда 117 милиони 733 001 денар и нема да има никаков проблем при вчитувањето. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате, преминуваме на гласање. Точка број 1. Предлог буџет на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за. 2. Вие сте за? Добро. 1 воздржан. Точка број 2. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, 1 воздржан. Точка број 3. Буџетски календар за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. И точка број 4. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот на платите на државните службеници за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.